Таа успеа последниве неколку години да го изгради својот бренд или своето чедо. Ива Спасовска и незиното ателие познато за многумина и морам да кажам дека е во мојот круг на блиски пријатели, кога со некој човек доживувате духовна катарза или пак сочувствувате, но буквално емпатично сте секогаш поврзани и тоа секогаш ќе кажам дека не спои пред неколку години, меѓутоа мислам дека точката на вриење на таа катарза се случи пред неколку месеци на нашето заедничко патување благодарение на компанија, да не спои некако да се зближиме и кога велам кога тие две сродни души или стари души ќе се спојат во едно, а сите мислам дека сме дел од таа убава универзална енергија и велам ти си сега мојата Гюзелка Дин Машала или мојата дама жена која што така влегува во мојата листа на вистина големи пријатели. Драго ми е што можам да посведочам на уште еден незин голем чекор во својата кариера, како што кажав, незиниот бренд и тоа така некако се чекори, меѓутоа стигнавме до незината, како ќе кажа таа Исусовите 33 години и јас го насловив убава моја како проект, животен проект на Ива Спасовска, Angel, кој што ќе се случи следниот четврток, датумот ќе биде 23.3.2023. Има многу тројки во целава оваа символика и кога ми ги кажа работите преку телефонскиот разговор, кога те повикав всушност за да го споделиме и екранизираме ова твое гостување, вистина ќе посведочам бидејќи ги поминав тие некако таа граница. Јас секогаш велам дека се случи еден шифт или пресврт на тие 33 години. И има длабока вистина во сето тоа. Така што честитки, добро ми доде во оваа нова сезона. Не сме се виделе одамна вака професионално на наша сцена. Благодарам, Марче. Јас овде одамна неам гостувано. И прекрасно ти е, бидејќи ти така шириш една прекрасна позитивна енергија. Истото го сметам и за тебе, истото што го кажа пред малку и за мене. Си знаеш колку се чувствуваме и сме со иста енергија, на иста фреквенција. Па да, Angel. 33 баш со онака некој, јас го чувствувам пресвртот од една енергија во друга, малку позрела, малку поинаква, посвесна. Има некаква поинаква мудрост, ќе кажа во сето тоа, или conscious living, или свесно живење, вклучуваш во секој чекор од твоето сега, можеби секојдневие, така? Мислам дека точно, јас бев претходно многу наивна, не дека и сега не сум, ама веќе точно селектираме конкретно за овој голем проект, точно веќе знам кого да вклучам, кого да не, кого воопшто на кого да му ја представам идејата, на кого да не. Буквално ми е многу појасна сликата за светот. Ако те прашам колку години веќе е првиото дизајнирано парче од тебе до сега, колку помина? 11-та година, дизајнирано парче во вид на гардероба, како корсет. А првото парче од накид, така и како што започнав, е 16-та. Ги чуваш првите? Да, обавезно. Во една тегличка накидот го чувам, а корсетот не, пошто премногу беше инсистирано да се продаде сето тоа. Верувам дека во некоја можеби, нели, ајде ќе кажам сега, некоја иднина пред нас, би сакал да видам рекапитулација на се она што го направила Ива. Верувам дека ги восприемаш сите убави, можеби, аплаузи, коментари на твоја адреса што доаѓаат и верувам дека тоа дополнително дава потик за да продолжиш во една следна своја епоха на животот и верувам дека пак Angel ќе донесе уште една нова твоја баш страница од твојот личен дневник, една нова епоха и Angel и самиот наслов на ова модно шоу кое што ќе биде, на кое што има поканато 600 гости и знам дека ќе дојдат 600. Па веќе од оние со кои што се сретнав, да знаеш дека сите го пријавија некако своето учество, така што ќе бидеме сведоци на Angel. Ајде би сакал сега да ми ја раскажеш приказната накусо колку што можеме, иако не би сакал сега нели да бидејќи имаш и нели свое лично представување преку да, има и некои моменти кои што нема да ги откриам. Да. Како специјални лансирање на некои продукти кои што се сосема нешто ново за мене и гости кои што би требало да биде и ќе остане во тајност за да се изненада. Тоа е едно како подарок за гостите од моја страна. Јас како иницијатор на целата организација сум веќе обкружена, ние сме веќе заедно една голема група на артисти која што сите се сплотивме благодарение на она кое што јас веќе се измотивирав неодамна дека сигурно ќе го правам и веќе цела екипа се споивме повеќе од 40 на луѓе. Во таа екипа има манекенки, моделки, најразлични карактери на девојки кои што ќе движат на сцена, не како карактеристични само манекенки, туку и како малку all shapes and forms, сите стилови, сите форми на дами кои што ќе бидат ако се сеќавам добро, ми рече дека ќе бидат поделени како во 3 категории, поточно 10 со 10, односно 11 со 11, 11. Бидејќи 33 ќе има вкупна бројка на модели. Како се тоа започна и од каде јас се измотивирав е, ако
ако памтиш, неодамна пред некои 2-3 месеци имаше во Париз една модна ревија со големи одсечени глави на животни на рамењата, што ги нося познати моделки, лавови тигри на рамења ги нося и буквално ги глорифицира смртта на едно живо суштество. Глави и тоа се случува во градот на светлината баш? Да. И од таму буквално цел свет имаше многу полоши коментари од позитивни, но мене многу ме допреа позитивните и воопшто ме допреа светот на каде оди и буквално во центарот на срцето на модата, што велиш, се случува такво нешто што треба да биде строго да биде забрането. Велам, ако јас барем некаков удел имам во нашава Македонија, а се чувствувам дека имам и преку мојата креативност, преку модата, каде што е една преубава нишка на што ако би бил како ивент, би било супер случување на кое што многу ќе им биде чест на многу луѓе да дојдат и да присуствуваат. Тука ќе пробам и како и секогаш, но еве овој пат навистина малку поинаку, да не продавам парче физичко. Нормално јас од тоа живеам, но преку истото да можам да оформам една убава приказна со цврст морал, со вистински вредности, да ги омекнам срцата на гостите и барем 1% од сите тие гости кои ќе влезат и излезат од тој локал да бидат откако ќе влезат, кога ќе излезат од тој локал да бидат барем 1% малку подобри луѓе. Да засветка аурата дополнително. Точно, а кај секој, ако убаво го анализираш, го охрабриш, му кажеш дека е ангел, тој дефинитивно ќе се почувствува така и ќе почне да верува во тоа и ќе прави добри дела. Секој пат кажам дека и тоа е опеано во песни. Љубовта е единствената религија во светот, колку и да се случила поделбина или на модерниот човечки Homo sapiens, сепак мислам дека љубовта е таа можеби движечка сила и не постои подобра дефиниција, затоа што сме ние едно со универзалната енергија, со Бог или како да го наречеме нели најмокното. Што можеме да очекуваме освен на ревијата? Брендот твој ќе донесе некој нов производ од твоето ателие, ќе видиме за што станува збор. Отворен карактер ќе биде, да речеме, или сепак ќе биде? Ревијата е од затворен карактер, бидејќи се плашам дека нема да ги собере, иако се случува баш на елитно место, каде што нов хотел во Лимак и во големата сала собира можеби околу 1000 луѓе на стоење, но ќе има и на седење, ќе има простор да се седи. Самата сцена која ќе биде поставена доволно ќе бидат 600 луѓе ако направиме некоја. Доволно е 600, точно, 300 од една, 300 од друга, бидејќи ќе настане навистина проблем. И затоа е од затворен карактер, но буквално секој кој што имало многу во моментот една недела веќе како знаа дека пуштам покани, ми пишуваат млади девојки или некои кои што навистина сака да присуствуваат и секако дека одлично, веднаш во истата секунда им пуштам карта со придружба да си го проследат настанот. Што се очекува на настанот е дека ќе бидат благороден карактер и дека моите 33 креации ќе бидат едно дефиле збогатено со шоу, каде што ќе танцуваат група од девојки и пејачи на сцена. Исто така на крајот ќе се дефилира и ќе се лансира мојот нов производ, но тука веќе кога ќе се заврши приказната од околу дефилето, ќе имаат гостите една прекрасна прилика да бидат и тие нечии ангели. Преку донации со Акт Македонија, тоа е здружение повеќе од 10 години во Македонија, каде што 100% сите донации одат за помош на животни, луѓе, бездомници, со топли оброци, за најранливите категории семејства кои што навистина им треба помош и исто така и се надевам дека ќе собереме доволно средства и за деца со посебни потреби и таму да помогнеме. Така што сите ние кои што ќе бидеме присутни на ревијата ќе можеме да направиме таков. Буквално секој колку се чувствува, колку може, нема никаква обврска, дури не мора, но ќе биде така интересно назначено секој што ќе настане нечи ангел, па и со 10 денари со донација, ќе има беч со ангелски крилца, ќе биде угостен од целата екипа што стои зад тоа со благо, со коктел, забава и така. Јас ќе кажам љубов за сечие дете, љубов за секој човек на планетата Земја, да ги менуваме животите неопходно. Понекогаш за жал се оттуѓуваме, бидејќи често пати знаеме сите да имаме емоцијата на агорафобија, кога
имаме некаква безизлазна ситуација и емоција кога сме со многу голема гужва околу нас, некако нели Да. таа метеше гужва и сакаме да се прибереме во некое свое затише или некој нели свој параван некако да се скриеме. Меѓутоа што сме без остатокот од светот, не можеме да функционираме ако не сме во служба на другите. Она што го правиш ти со Angel и твоето модно шоу и 33-ката и овие 33 креации ќе биде вистина едно уживање и се надевам дека ќе направиме before after, значи ќе направиме едно Може. гостување потоа, ќе направиме добар шејк Може. и во друга улога да те видиме, зашто да не? Така? Ако може, слободно, само Така. за убаво да се гледаме. Супер, само да прашам по Angel, ќе има прилика твоето ателје да понуди можеби нешто за оние сладокусци што се на модата или баш твои фанови, освен креациите сега? Дали нешто ќе има прилика до крајот на годината да донесе Ива? Например, како нови креации или Да како... речеме. Да, во секој случај, Нема да биде сигурно задржано само на Angel, сигурно годинава. Јас сакам многу сум љубопитна како ќе помине овој настан, бидејќи прв пат е од ваков карактер што јас го организирам и воопшто што постои барем до сега во Македонија ми немаат никој до сега кажано дека ваков настан сличен постоел. Со 600 гости и сето И тоа, да. хуманост, да, заедно сплотени. Исто така не кажав дека сите мои креации и она што ќе го лансирам во продажба од наредни 2 недели, 10% од продажбата Исто така секако оди во исто хумани оди во цели. истите цели. Тоа морам и многу сум среќна и горда и дај Боже да се случи, нели колку повеќе, толку повеќе да се донира и да се помогне. А го правам ова за да сите нели сме да се чувствуваме многу мокно. Јас не сум сама тука на Сложно. светов. Јас чувствувам дека сите ние имаме мисија да бидеме поголеми луѓе. Дефинитивно, јас само што ќе денте кога ќе го заврши настанот, веќе ќе спремам нешто ново, сигурно нешто исто поврзано такво, кое што во секој случај, ако помине одлично, а знам дека ќе помине, обавезно ќе биде врзана мојата мода со хуманост. Верувам. Утрово започнав со една мисла која што нели за многумина си е позната дека нели кога ги имаш вистинските пријатели до себе тие потикнуваат добри навики. Така што Да. верувам дека ова како домино ефект ќе се случи, да Најдеш. потикнеш не само 600 луѓе, туку тоа ќе биде мултиплицирано бидејќи ќе се споделат нели на социјални Така е. медиуми нели тие настани или тие мигови од Angel. Така што едва чекам да го видиме шоуто и дека созреа духовно, спиритуално, физички секако, не се сомневам, ама убаво ќе биде на сцена кога ќе го видиме тоа. Фала Ти ти. благодарам уште еднаш, поздрав Благодарам. до Бурак и до целото семејство. Фала ви, фала. Се гледаме на некоја следна наша авантура.